Добро вечер на 26 февруари. Гледате Ноќно студио. Јас сум Јовица Пауновски. Вечерва Ноќното студио ќе го посветиме малку на економија, на пари, на минимална плата или она што проблемите кои што го засегаат секој еден граѓанин кога ќе отиде во маркет и кога ќе се соочи со високиот раст на цените или пак инфлацијата од изминатите години. Велам добро вечер за нашиот прв вечерашен гостин Слободан Трендафилов, председател на Сојузот на синдикати на Македонија. Благодарам што се одзвавте на поканата. Добро вечер и благодарам на поканата. Пред недела дена на протестите пред владата организирани, најавивте дека ќе чекате некаков рок или дадовте некаков рок до крајот на февруари. Броени се часовите од февруари, што следува понатаму? Се разбира, органите и телата на Сојузот на синдикатите на Македонија сериозно разгледуваат економската ситуација и состојбата во која се наоѓаат работниците, тешкиот работнички живот, мизерните плати и минатата година уште најавивме дека работодавачите и владата треба да покажат добра волја еднаш во Македонија и да подадат рака на работниците, да се зголеми не само минималната плата на најмалку 600 евра, туку и сите останати плати за најмалку 6000 денари. За жал, првиот тест не го помина, односно не се договорија и не излегува во пресрет на работниците и затоа работниците од нас побараат да излеземе на голем работнички протест кој се случи на 28 јануари, каде што излегува илјадници работници рамо до рамо и тоа... Можеби таа бројка не беше очекувана? Тоа ги исплаши, морам да кажам, тоа ги исплаши, затоа почнаа да не напаѓаат со се и се што. Планот на ССМ беше да се организира прво голем работнички протест за да им покаже дека ние сме сериозни во намерата да се бориме за заштита и унапредување на работничкиот стандард, односно зголемување на платите. И вториот чекор кој го превземавме беше таргетирани блокади на институциите со по 21 човек, колку што е потребно согласно закон, затоа што почнаа заканите кон работниците кои не поддржуваа, кон граѓаните кои не поддржуваа на протестот, дека ќе ги заокружувале, дека ќе ги оцрнувале, дека ќе ги напаѓале, дека ќе ги објавувале и така натака. И решивме втората фаза да биде токму со таргетирани протести од 21 човек. 21 човек им направија многу поголема нервоза отколку 13 или 15 луѓе на улица, затоа што сватија дека не ни се потребни 12, 15, 20 луѓе за да предизвикаме немир кај креаторите на политиките и кај газдите, туку дека ни се потребни едноставни 21 работник, односно 21 член на органите и телата на ССМ за да ги заштитиме работниците и за да им покажеме дека преку своевидна блокада прво работници да ги блокираа пратениците кои не би требало да се осудат да наплатат патни трошоци за денот кога дојдоа со автобуси и пешки на работа. Видовме дека можат да одат пешки, а да не наплаќаат трошоци како да возат на керозин, например. Потоа пред газдите исто така 21 човек ја блокира раскрсницата пред Стопанската комора и завршивме пред владата, пред владината седница, пред почетокот на владината седница, кога министрите мораа да поминат пешки покрај работниците, покрај оние 21 човек, но пред владата бевме 24-ца, затоа што има 24 министри во владата, за да им покажеме дека толку се потребни, да им покажат дека 540.000 работници се незадоволни. За жал, спортивната страна, односно и владата и газдите, повторно немаат слух за работниците. Одлучивме да им оставиме рок да не биде дека Сојузот на синдикати на Македонија протестира и бара преку леп погача, односно работниците знаат дека немаат ни за леп, па камоли за погача, и затоа протестираме со нив заедно. И оставивме рок до крајот на месец февруари да не повикаат, да седнат, да кажат што е возможно, колку можат да ги зголемат платите, дали воопшто планираат да ги зголемат платите на крајот на криштата и да излезат во пресрет на работниците, но тоа што го видовме до вчера или до крајот на денешниот ден, видовме како една пратеничка група која пред 3-4 години жестоко не поддржуваше и излегуваше со нас на протести, измени 4 закони за да не се зголемат функционерските плати. Во никој случај не им се намалуваат 12, 13, 15 денари како што тие се обидуваа во јавноста да го презентираат тоа. И замислете само за да не ја зголемат минималната плата, односно им требаше 1 час, не повеќе од 1 час да променат 4 закони за да си ги зачуваат 79% зголемените плати, само за да не ја зголемат минималната плата на 600 еври, да не ги зголемат останатите плати за најмалку 6000 денари или пак народски кажано за да променат еден закон, односно законот за минимална плата и да им излезат во пресрет на работниците, им се потребни повеќе од 24 месеци или 2 години.
Вчера имаше предлог законско решение поднесено од Социјалдемократскиот сојуз. ВМРО-ДПМН неочекувано гласаше против. Интересно е тоа што еден пратеник од ЗНАМ даде поддршка на таквиот предлог, но често во изминатиот период слушавме дека следуене генерален штрајк. Имате ли таква одлука и кога би се случил? Ке дозволите само да прокоментирам за вчерашниот ден. Во минатото ВМРО-ДПМН ги поднесуваше предлозите од страна на ССМ доставени до собранието, кога СДСМ беше власт. Денеска гледаме дека СДСМ кога е опозиција ги поднесува предлозите на ССМ до собранието, а ВМРО-ДПМН како власт ги одбива, но не ги одбиваат и не ги предлагаат предлозите на ССМ или не му удоволуваат на ССМ на крајот на криштата, туку на работниците. Работниците вчера видоа дека некој е многу против работниците, но ќе поставам едно прашање, ќе искористам можноста која давате, каде се политичките партии кога се власт, а каде се кога се опозиција? Непринципиелниот однос кон работниците го покажуваат и едните и другите кога ги менуваат само дресовите. Зошто сакаат со вас да бидат кога се во опозиција? Па веројатно за да дојдат на власт. А веројатно се против нас за да паднат од власт. Веројатно не ја научија, заедно бевте на улица со ВМРО-ДПМН. Веројатно не ја научија лекцијата дека работниците се борат за гола плата, а тие се борат за гола политика и дека секогаш платата победува над политиката. ВМРО-ДПМН, на пример, пратениците кои сега беа против зголемување на минималната плата, пред неколку денови држаа пресконференции и се фалеа како тоа со ССМ биле на улица, давале предлози, зголемувале плати и слично, а сега од друга страна одбиваат да зголемат минималната плата и одбиваат да ги зголемат сите работнички плати. Ние не ги делиме работниците на вработени во јавниот и во приватниот сектор. Сите работници заслужуваат подеднакво зголемување на работничките плати и мислиме дека инфлацијата, аргументите кои ги имаме се доволни. Но како тргнала работата, веројатен е генерален штрајк и во јавниот и во приватниот сектор за прв пат во историјата на Македонија. Но пред да биде генералниот штрајк во јавниот и во приватниот сектор, огромен број на работници кои беа спречени заради тоа што беа на работа на 28 јануари да ни се придружат на големиот работнички протест. Ние не организиравме автобуси како што организираат политичките партии да дојдат на митинзите, а ние да дојдат работниците на протестите. Работниците се само иницијативно организираа, најдоа начин, најдоа и средства од ниските работнички плати да дојдат на тој протест. Побараа уште еднаш да организираме голем работнички протест во неработен ден или во неработно време, на кој ќе организираме превоз за работниците од другите градови во Македонија кои не дојдоа на протестот на 28 јануари и потоа да следува генерален штрајк и да следува на собирање на 10.000 потписи. Видовме дека пратениците се грижат само за себе и за никој друг. Видовме вчера дека, мислам, никој не гласаше против не зголемувањето на функционерските плати, а многу гласаа против зголемувањето на минималната плата. Имате ли датум кога би се случил тој нов протест? За новиот протест веќе разговараме дека мора да се случи во првата половина на месец март. Има некои размислувања тоа да биде неделата петок 13, 14, сабота 15 недела. Ќе се донесе конечната одлука следниве неколку денови, имајќи во предвид дека ние сме фер социјален партнер и оставаме еве да заврши месецот и да видиме која им е намерата. Но тоа што го слушаме, веројатно дека планираат да закажат седница на економско-социјалниот совет, на која веројатно ќе бараат поддршка од другиот синдикат да ја усогласат минималната плата за 1666 денари или да зголемат минималната плата според нивното кажување за 1666 денари, што сметаме дека ќе биде срамно за секој што ќе даде поддршка на такво усогласување на минималната плата и веројатно тоа ќе биде тригерот и за генералниот штрајк и за големиот работнички протест. Месец март е месецот во кој треба тие да покажат дека мартовската плата на сите работници ќе се зголеми за најмалку 6.000 денари и дека минималната плата која изнесува 397 евро во Македонија денеска е за 200 евро пониско од минималните плати во регионот Албанија, Србија, после нас е само Косово, Црна Гора. Со 10 на 11 дури евра. Косово денеска е после нас, меѓутоа од месец јануари и таму, ако не се јуни и таму ќе биде минималната плата некаде повеќе од 500 еври или во нето некаде околу 480 еври. Мислам дека треба да се засрамат политичарите. Да ги гледате работниците, како одат од маркет во маркет да ги купат најосновни
основните прехранбени производи. Да им зборувате на пресконференција како вие се грижите за животниот стандард, не дозволувате да пораснат цените, да излегувате со некакви фамозни податоци, а вредноста на синдикалната минимална кошница, например, за јануари се зголеми 1000 денари, за февруари дополнителни 1000 денари, или што ќе каже народски, уште 400 денари имаме помалку од предпоставеното усогласување на минималната плата која треба да биде 1600 денари. И да им кажувате на работниците дека добро се живее со вашите 79% зголемени плати и да им кажувате дека ќе ми ја усогласите минималната плата за 1600 денари, мислам дека е нешто што работниците веќе го препознаваат. Како реагирате кога владата ќе каже дека не се согласува со пресметката на вашата синдикална кошничка? Вредноста на синдикалната минимална кошница многу пати сме кажале дека е само статистичка операција која покажува колку е поскап животот во Македонија. Или вредноста на вредноста ќе креираат нивна потрошувачка кошничка. Го слушаме веќе тоа 15 на месеци. Вредноста на кошничката што покажува? Покажува колку една векна леп чинела на 1 јануари минатата година и дали векната леп на 1 јануари оваа година од истиот производител има поголема цена или помала цена. 63 производи во делот за храна и за пијалци ни покажаа дека за 1000 денари се поскапени само за еден месец. Ако тие сметаат дека тоа е нереално, веројатно не пазарат во супермаркетите, веројатно некој пазар место нив им носи дома или пак со таквите нивни плати не чувствуваат по зголемување на цените, особено на основните прехранбени производи. Да кажувате дека ќе сузбиете методологијата на пресметка на синдикална минимална кошница само за да покажете дека платите во Македонија се добри, сметаме дека е несериозно за една влада. Владата наместо да се бави со зголемување на работничките плати, таа се бави со тоа како да им покаже на работниците дека им се потребни помалку пари за подобар живот. Или веќе имаме официјални изјави од владени представници кои кажуваат дека нивната пресметка на просечна минимална кошница, како и да нарекуваат, за самет, за двајца, за пензионери, за млади и така натака, ќе биде сигурно за 10 до 15 или 20% пониска од вредноста на синдикалната минимална кошница. Па сега, ако го поставиме прашањето што можеме со 65.000 денари како 4-члено семејно домаќинство да си дозволиме, тогаш владата ќе ни покаже на сите дека ни се потребни 45.000 денари за истото. Не сериозно е, не се објаснува со зборови. Например, они имаат во нивната пресметка и методологија ставено повеќе од 108 производи, а во вредноста на синдикалната имаме само 63 основни прехранбени производи. И сега, ако само делот на храна и пијалоци го гледаме кој е во висина на минималната плата или 24.000 денари сега вредноста, тогаш нивната би требало да изнесува 50.000 денари само за храна и за пијалоци. Каде е облека, каде е домување, каде е лекување, каде е еден минимален 7-дневен годишен одмор во дојран на крајот на криштата, каде е да има возможите на вашите деца и на вашето семејство макар по еден хамбургер во тековниот месец. И они сакаат да кажат дека тоа е нереално и дека ние можеме и со помалку од тоа да живееме, и тоа само една цел да има, да кажат дека добра е минималната плата, да кажат дека се добри работничките плати, но не видовме ниту еден функционер да прифати иницијативата на ССМ и да дојде на минимална плата, односно да живеат и тие на минималец како што живеат работниците. Како гледате пак на обвинувањата од компаниите кои што дел од нив имаат и своји реакции дека 600 евра минимална плата пак ќе значи катанец на дел од мали бизнеси? Тоа го слушавме и во 2021 и 2022 година. Во 2022 година со поддршка на ВМРО ДПМН излеговме на улица, протестиравме и на економско-социјалниот совет се утврди зголемување на минималната плата наместо за 700 денари за 3000 денари. И тогаш исто го велеа бизнисмените, но научивме и ние како синдикати како треба да зборуваме со јазикот на аргументите. Па така во овој период од една година кога се боревме, протестиравме, собиравме и податоци и аргументи за да им покажеме дека не се во права. Или податоците од управата за јавни приходи покажуваат дека работодавачите генерираат огромни профити и огромна добивка. Дополнително податоците од Централниот регистар покажуваат дека на секоја една затворена компанија, микро, мала, средна, голема, каква и да е, се отвараат две нови.
Податоците од Државниот завод за статистика покажуваат дека вкупниот број на вработени се зголемува наместо да се намалува од 2022 година до денес. Тука паѓаат маските на сите работодавачи, на сите газди ги нарекуваме за тоа што се однесуваат како такви. Паѓаат аргументите нивни дека ќе се затвореле компаниите, напротив, на една се затворена, две нови отворени, дека се намалуваат профитите одат до плафон, дека се намалува бројот на вработени, да, точно е, се намалува бројот на вработени кај газдите кои не ги плаќаат работниците, а се зголемува кај работодавачите кои ги плаќаат, например, работниците, и вкупниот број оди нагоре. Дополнително, главниот аргумент кој го имаат продуктивност, ги исчекавме, морам да кажем дека ги исчекавме, а се истрчаат со сите аргументи во однос на продуктивноста, како работниците во Македонија не биле продуктивни, како не заслужувале зголемување на платите, а им креирале огромни профити. Па така Народната банка излезе со податок дека помеѓу 5 и 10.000 евра им генерираме нето добивка по вработен на еден работодавач. Или народски пак ќе повторам кажано, му окупуваме джипот, му окупуваме станот, му окупуваме викендицата на море, му креираме добивка и му креираме плата за него и си ја креираме нашата плата. Но јутре да имаме 600 евра минимална плата, повторно ќе имаме иста слика. На крајот на криштата. И сега тоа што е битно, тоа што не сакаат да го кажат тие, не го прифаќаат како аргумент, меѓународната организација на трудот спроведе истражување во Македонија, не само во Македонија, во светот. И истражувањето покажува дека македонските работници се продуктивни над светскиот просек, а имаат плати на дното на светскиот просек. Тоа значи дека еден работодавач има огромна добивка врз основа на продуктивноста на работниците во Македонија и тоа они го криеа до сега. Сметаа дека тие податоци нема да бидат јавни, дека нема да ги објавиме, дека нема меѓународни организации кои ќе ги објават и така натака. Па така сега им се покажа дека 37-38 долари поработен час му креира еден работник на еден работодавач. Има скептици кои ќе кажат отворете компанија и видете како се креираат 37-38 долари поработен час, но просекот покажува дека работодавачите кои се грижат за работниците и кои ги плаќаат добро, имаат далеку поголема продуктивност, далеку поголема добивка од газдите кои не ги плаќаат работниците, но им велиме на тие газди, ако не можат да платат работник на минимална плата, слободно да затворат, да заминат кај работодавач во комши и да работат за минимална плата и да видат како е тоа. Но 600 евра да биде изговорот дека ќе предизвика на малите, микро и средните предпријатија огромен притисок за растот на платите. На една седница на Економско-социјалниот совет не ние го прокоментираа самите работодавачи, тоа е дека фризерите, например, фризерките, салоните за убавина, златарите и така натака, кои во моментот си плаќаат минимална плата само за да го избегнат делот на придонесите за задолжително социјално осигурување кон државата. И државата се прави слепа, а тоа на годишно ниво ја чини 250 милиони евра помалку во буџетот по однос на неплатени придонеси за задолжително социјално осигурување. Со други зборови, државата го помага бизнисот, ја подгрева сивата економија во Македонија, парите во плико да се исплаќаат на работниците, затоа што па другите работодавачи кога го гледаат тоа, плаќаат минимална плата на картичка, а другото го плаќаат во плико на работниците и така работниците повторно имаат повисока плата од минималната плата. Но се водат како на минималец. Да, но на тоа не им плаќаат минат труд и зголемување до 20%, но на тоа не им плаќаат прекувремена работа, но на тоа не им плаќаат работа во празники, така натака. Работниците губат придонеси за задолжително социјално осигурување и потоа ќе имаат најниска пензија кога ќе заминат во пензија и така натака. Како да се реши тој проблем? Јас мислам дека тоа е клучниот проблем. Имаме ние голем број на вработени кои што со еден случај кој што разговарав изминатите денови и доколку се постигне договор за 600 евра минимална плата, тој вели дека повторно би останал на минималец, а остатокот од платата би го земал во плико, би го земал како хонорар или без разлика на кој начин. Зголемувањето на минималната плата и тоа зашто ние се залагаме е голем чекор на сузбивање на сивата економија, односно плаќањето на работниците во плико. Зошто го велим ова? Работодавачите го злоупотребуваат системот, а системот им дозволува да биде злоупотребен.
Но не сите работници добиваат плата во плико. Да не заборавим. Огромен број на работници добиваат плата во висина на минималната плата и ниту денар повеќе. Имате вие цели дејности како агенции за обезбедување и слични угостителски и туристички комплекси кои ги плаќаат работниците само во висина на минималната плата. Тие се најпогодените категории? Не им плаќаат ниту минат труд на тоа, не им плаќаат ниту прекувремена работа, ниту работа на ноќе, ниту работа на празники, така натака, и тие луѓе се најмногу оштетени. Растот на минималната плата го елиминира оптекот на пари во кеш или можноста за исплаќање на плата во плико, затоа што зголемувањето од 400 на 600 евра ќе елиминира ваква појава во голем процент. И тоа ќе значи дека ќе се формализира платата на работниците, ќе се формализира и економијата од друга страна. Државата ќе има евиденција за тоа колку плата се исплаќа и на каков начин се исплаќа платата и ќе може многу полесно да ги санкционира работодавачите кои го злоупотребуваат системот. Но очигледно тоа е токму нештото што не им одговара и на владата и на газдите од за нас нејасна причина. Вие кога имате можност, кога синдикатите ви подаваат рака да сузбиете сивата економија во делот на плаќањето на работниците и вие одбивате да го направите тоа, очигледно е намерата само да ја подгревате сивата економија што е можно повеќе, но да не заборавиме. А ние не се бориме само за зголемување на минималната плата. Се бориме за зголемување на сите останати плати и велиме најмалку 6000 денари, затоа што минатата година барањето беше да биде минималната плата 500 евра, а работниците на крајот на минатата година рекоа дека и дури и тоа е премалку. А овие не сакаат да им дадат ниту толку. Борбата наша за зголемување на сите останати плати значи од распонот на моменталната минимална плата до зголемувањето на новата минимална плата, сите работници да добијат усогласување на нивните плати или раст на нивните плати за истиот износ. И тоа е, мислам дека тоа што ги плати за тоа што тие сметаат дека денеска работник со 30.000 денари плата е далеку повреднуван од работникот со 25.000 денари плата. Но само се залажуваат и тој со 30 е исто незадоволен како тој со 25.000 денари плата, а продуктивноста е голема онаму каде што платите се високи, а мизерна е онаму каде што платите се ниски. И најголемата манипулација која сакаат работодавачите да ја продаат на владата, да ја продаат и на работниците и на целокупното општество е тоа дека ако се зголемела минималната плата или ако се зголемеле другите плати, дека ќе ги направело понезадоволни овие работници со 30.000 денари плата. 36.000 денари минимална плата е многу повеќе од 24.000 денари, од 26.000 денари, од 30.000 денари, но тие не сакаат очигледно да ги платат работниците затоа што им треба капиталот кој им го ствараме со нашата пот. Имаме неколку коментари. Бајрам пишува дека иако компаниите имаат пари, сепак одлучуваат работниците да се заминат од државата, бидејќи се приморани да работат по 10 часа. И уште еден коментар на YouTube кој што вели дека се согласувам со председателот дека минималната плата треба да биде 600 евра. Дали 600 евра би била прифатлива за вас, но доколку се направи некаков модел да биде со одредени рокови на рати практично да речам ај. Само да се надоврзам на коментарите, катастрофално е тоа што газдите кажуваат дека само ќе опочитуваат законот и затоа е борбата законот да се промени, не само да се почитува. Наша работа како синдикати е да го промениме законот за повеќе да добијат работниците. Ова што го имаме во моментот линеарно усогласување на минималната плата, да бевме како некои други синдикалци ќе на наградаа со некое место во некој управен одбор, ние ќе ќутевме и ќе завршевме работата, ние ќе ги држевме работниците мирни, што не е главна наша задача и немаше да се бориме за нив, но ние одбравме да се бориме, а да не се молиме и катастрофално е тоа што работодавачите го злоупотребуваат и работното време, како што кажува господинот, затоа што не ги плаќаат прекувремените часови, не ги евидентираат на крајот на годината за работа над 150 часа прекувремена работа, не им плаќаат ниту бонус плата, некои работници работат и над 190 часа, колку што е законски лимитирано дека над тоа не смее да се работи и работниците не заминуваат само поради платата, заминуваат и поради условите. Тие ќе работат истата работа која работат во Македонија за 400 евра плата или за 450 евра плата, за 4.500 или за 4.000 евра плата во Германија. Истата работа ќе имаат подобри услови, се ќе им биде платено, ќе ги почитуваат таму и ќе градат некоја туѓа економија наместо нашата економија. Но да се навратам на вашето прашање. Газдите и владата минатата година, доколку ја зголемеа минималната плата на 500 евра.
немаше да биде апсолутно никаков проблем сега да биде 600. Во 2024 година имаа можност да зголемат на 450 евра и да бидеме лидери, а да не бидеме на дното некој, заради самобендисаноста на поедини представници на владата, се држат работниците во сиромаштво и не се зголемува платата. Немаат ниту еден економски оправдан аргумент досега барем, немаат ниту еден освен политика, политиканство. Ке не бојат дека сме биле плави, па сме биле црвени, па порано сме биле црвено-црни, па сега сме биле плаво-жолти и така натака. Но тоа е политика. Политиката не ги храни нашите семејства, ги храни платата. И они се обидуваат секое барање за раст на платите да го исполитизираат на таков начин и да предизвикаат чувство кај своето гласачко тело, кое патем исто така им работи за минимална плата и им чука раци за минимална плата. На крајот на денот тоа го видовме со претходните, тоа го гледаме и со сегашните, да им каже дека да, овие од ССМ се лоши од чичко, они многу плата бараат за вас, ние не сакаме да ви дадеме плата за да не ве расипеме, ќе се опуштите многу, ќе се луксузирате, а нас тоа како власт не ни одговара и затоа ќе ве држиме сиромашни, а ние ќе уживаме со функционерските плати. Ако ги правеа чекорите етапно, ние денеска немаше да заостануваме зад Србија која има 550 евра минимална плата, немаше да заостануваме зад Црна Гора која има 600 со 800 евра минимална плата, 600 до средно образование, 800 евра за високо образование, немаше да заостануваме ниту зад Босна и Херцеговина која беше далеку години позади нас, а таму сега минималната плата за високо образование изнесува колку нашата просечна плата на пример, или почнува минималната од 511 до 740 евра. Дури Албанија, председателот на Албанија Еди Рама, тоа не фасцинираше како да не слушал кога баравме и аргументиравме пред владата за тоа како може, понудивме модели. Минатата година дури работодавачите прифатија, односно беше нивен предлогот да бидат ослободени од придонесите за разликата. Ако се зголемеше минималната плата од 400 на 500 евра, за 100 евра да бидат ослободени 12 месеци од придонесите. Меѓутоа, некој од владата еднострано го одби единственото можно решение лани и се уште сега кажува дека тоа е невозможно, а тоа ја чини на пример државната каса 10 милиони евра на месечно ниво или 120 милиони евра оваа година. И мислам дека некој свесно се откажува од парите кои треба да се слеат во буџетот за да зема кредити на наша сметка. Ќе ве навратам на прашањето, не ми одговоривте, дали во 2-3 фази е прифатливо за вас 600 евра минимална плата со јасно утврден календар? Работниците очекуваат 600 евра минимална плата вчера. Дека утре многу доцна веќе. Но функционерите веројатно други ден ќе им дадат 25 евра зголемување на нивната плата. И тоа мислам дека ќе биде катастрофа. Дали со евентуално сега хипотетички разговараме, ако се зголеми минималната плата, би значило дека ќе се зголемат цените на производите? Нема оправдување за зголемување на цените на производите и ќе ви кажам зошто. Во време на ковид пандемијата имаше и неколку мерки, тогаш се изборивме за зголемување на минималната плата. Собствениците на супермаркетите, добавувачите на производите неоправдано ги зголемија цените. Потоа настапи кризата со војната во Украина. Главен изговор им беше: луѓе, има војна во Украина, ние мораме да ги зголемиме цените затоа што цената на суровините порасна на светските берзи. Но цените на суровините се за 70 до 80% поевтини. Дали вие видовте цените да се намалат на производите во македонските супермаркети или македонските производители да ги намалат за 70 или 80%? Имаше една смешна ситуација на крајот на минатата година кога заменик министер зборуваа за цената на јајцата. Изборуваа со восхит дека цената на светските берзи на сојата се зголемила и дека затоа што денеска се зголемила цената на светските берзи на сојата, производителите во Македонија на пилешко месо и на јајца морале да ги зголемат цените и тоа било оправдано. Ама ќе ги подсетам, тие суровините не ги набавуваат од денеска за утре, не идат од Украина од денеска за денеска суровините, па сојата ќе ги хранат пилињата и така натака. И тоа е набавено кога била цената најевтина. И затоа велиме дека тие неоправдано. Ова е само еден така хумористичен пример на штета на работниците. Вредноста на една табла јајца се зголеми двојно за 2 дена, затоа што пазите, тие јајца биле произведени дури можеби една недела претходно кога цената била можеби и најниска на светските берзи, но македонските политичари се обидуваат да го бранат ставот на овие кои ги зголемуваат цените. Цената на нафтата, ако ја земете, денеска е дури можеби на нивото пред ковид пандемијата на светските берзи, но цената на нафтата во Македонија не е како пред ковид пандемијата.
Цената на превозот исто така беше евидентна и се уште е евидентна. Цената на автобускиот билет Велес Скопје, Скопје Велес е 200 денари во еден правец. И беше зголемена кога цената на нафтата достигна 100-110 денари. Денеска цената на нафтата е 70. Не видовме дека се намали автобускиот билет на 140 денари како што беше кога цената на нафтата беше 40 денари и така натака. И затоа велиме дека тие го злоупотребуваат моментот, овие им премолчуваат, односно прекјутно ги поддржуваат, се обидоа да фатат некое картелско здружување, да казнат со минимални казни за тие ланци на супермаркети. Тоа за нив апсолутно не значи ништо или во превод значи ќе казнат стотина работници со по 10 или 15% на плата и ќе ја платат казната. Затоа велиме дека нема аргументи ниту владата, немаат аргументи ниту работодавачите, ниту производителите, ниту добавувачите, ниту продавачите, немаат аргументи ниту пратениците кои ние ги бираме да седат во удобните пратенички фотели, кои ги бираме да работат во интерес наш и на работниците, а не да работат само во сопствениот интерес. Главна борба им беше против ССМ, лично против мене, против моето семејство, само за тоа што требаше еден ден да одат пешки. Најмногу им спречеше тоа што нема може да наплатат патни трошоци во висина на 100, 150, 200 евра, а наплаќаат трошоци како да возат Формула 1. Знаете, тие работи ги погодуваат работниците, а особено поради тоа што ние како ССМ имавме иницијатива во собранието и работниците да имаат право на патни трошоци, работниците да имаат право на храна, како што овие имаат право на храна во собраниската менза по багателни цени, но не подадоа рака. Кога се власт, многу брзо забораваат на работниците, а кога се во опозиција, секогаш им текнува најмногу на нив. Откривте кој ве следеше и снимаше? Не можам да говорам за нешто што веќе е во фаза на постапка пред обвинителството и веќе поднесовте кривична пријава? Да, се разбира, јас поднесов пријава до Министерството за внатрешни работи. Веќе мислам дека се обезбедени сите видео докази, сите видео снимки, мислам дека за многу скоро време оваа работа ќе има разрешница. Знаеме, најбитно е кој ми ги објави децата. Знаем, јас лично можеби знам кој бил и кој ме чекал и колку време ме чекал и колку пати ме чекал, затоа што ова не е случај на еден ден. Ова трае повеќе од една година, односно од кога почнавме да се бориме за зголемување на работничките плати. Па кога ќе отидете да се видите со некој човек и ќе седнете да пиете кафе, кога најчесто до вас седнува некој сам и ви го слуша разговорот, и кога ќе се преместите на друго место следниот ден и кога ќе го видите истото лице, веројатно и вие би се посомневале дека не верувате во случајности. Ја не верувам во теории на заговор, но да злоупотребувате државни ресурси за да правите, за да замолчите синдикални лидери, за да ги замолчите само за тоа што бараат зголемување на работничките плати, не на сопствените плати. Јас мојата плата не барам да се зголеми, јас барам да се зголеми платата на секој еден работник, да добие онолку колку што заслужува и колку што може да овозможи пристоен и достоинствен живот за неговото семејство. Пробаа минатата година да не напаѓаат лично. Пробаа минатата година да не напаѓаат како колектив, како ССМ погрански синдикати. Пробаа минатата година да ни упаѓаат во синдикатите за да може да ги превземат членовите, надевајќи се дека работниците ќе ги поддржат овие другите кои не се борат. Пробаа на сила да направат и репрезентативен синдикат, на сила го наградија председателот на тој синдикат со место во управниот одбор за тоа што не повика на протест, за тоа што не излезе со работниците на протест и така натака, но безуспешно. Пробаа и наши да ни се закануваат и преку нашите семејства, но нема да не обесхрабри тоа. Добивме поддршка од Меѓународната конфедерација на синдикати, добивме поддршка од Европската конфедерација на синдикати. За многу брзо време веројатно и тие ќе дојдат во Македонија да ни дадат поддршка, затоа што борбата за зголемување на работничките плати е чиста работничка борба и никако поинаку не треба да се третира, но кога ги гледате на телевизија како држат пресконференции едни, други, трети и се фалат со тоа што ве поддржувале или ве поддржуваат денеска, таа поддршка не значи ништо, апсолутно ништо, се додека не ги зголемат работничките плати за минимална плата најмалку 600 евра и другите плати за најмалку 60 денари. Уште едно прашање во однос на следењето. Ја
обвинувачите Дафина или до непознато лице поднесов? Имам поднесено пријава, повторно не можам да зборувам за деталите, имам поднесено пријава против луѓето за кои знам што направиле и за луѓето за кои не знам, а треба да откријат кои се тие. Меѓутоа Велес е многу мал град, не е Лондон за да не ги разберете. Добро. За да не ги разберете сите. Сите работи, но треба да се загрижат тие што ја дале наредбата, треба да се загрижат тие што го споделувале видео материјалот и треба да се загрижат тие што чекале прилично долго време. Верувате во институциите дека тоа може да... Да, се разбира, верувам и во Министерството за внатрешни работи и во јавното обвинителство. Ќе ве навратам на иста тема, но пред неколку години кога со тие кои што може би дел од нив кои што сега ве следат или пак еве конкретно пратеничката Дафина со која јавно се препукувавте, бевте заедно на улица, денес не сакате нешто многу да се видите. Од друга страна, партијата од која што тие пратеници доаѓаат, денес ве обвинува дека сте блиски со Социјалдемократскиот сојуз. Зошто се префрла таа топка сега и каква е вашата близкост со СДСМ? Тоа што е важно е што ние повторно бевме на улица, но не дојдоа. На истата улица стоевме. Само тогаш стоевме на плюс 40 степени, сега на минус 4. На плюс 40 дојдоа со нас, но беа опозиција. На минус 4 беа власт. Веројатно потопло беше во собранието. Може би повеќе сакаат сонце. И да, може би сакаат сонце. Македонија е една убава сончева држава. Но како тогаш бев најголемиот ВМРО-вец, сега станав најголемиот СДСМ-овец, но мене тоа не ме загрижува. Треба да ги загрижи нив, затоа што после сите работи кои ни ги направија како ССМ, пред отприлика една недела, точно следев и не коментирав, а ќе искористам можноста која ми ја давате. 4 дена држаа пресконференции за да се фалат како сум бил нивен и како со мене постигнале огромни успеси, спречиле намалување на работничките плати, овозможиле зголемување на работничките плати, овозможиле зголемување на минималната плата, ни дале поддршка за склучување на колективни договори и така натака. Се додека тие мислат дека на Слободан Трендафилов не му даваат нешто и се додека тие мислат дека на Сојузот на синдикатите на Македонија не му даваат нешто, а работниците добиваат зголемување на нивните плати, можат да продолжат да го мислат тоа. Ма сега ве нарекувате, веќе цитирам, политички театар, политичка маша, дека СДСМ сега јавно ве поддржува во 600 евра минимална плата агендата, па велат дека и прашуваат дали ССМ е работничка или пак партиска агенда која што се турка. Ако сметаат тие дека со 400 евра минимална плата се тера партиска агенда, а со 2500 евра функционерска плата се тера работничка агенда, тогаш ги промениле позициите, нека дојдат на минимална плата и нека ги зголемат работничките плати на 2500 евра и тогаш ќе видат како работниците размислуваат. Помеѓу политиката и платата има само една буква иста, првата буква. Ама политика не се живее, од плата се живее. Тоа што тие сакаат да кажат дека барањето за 600 евра минимална плата е политичко барање, тоа што тие минатата година се обидуваат да не поврзуваат со политичка партија или со некои политички субјекти, тоа не со еден, со 3 не поврзуваа, затоа што пробаа со еден, не успеа, пробаа со втор, не успеа, пробаа со трет, не успеа. Потоа не поврзуваа со политички субјект затоа што носиме темни блузи, темни кошули, меѓутоа сакам да им кажам дека ние покрупни да се облекуваме во темно за да личиме по слабо од другите, да се насмеам на сопствената сметка. Не можат луѓето кои стоеле со нас и протестирале со нас против една власт да не обвинуваат дека денеска ние сме со тие што тогаш биле власта, денеска се опозиција. Не може луѓето кои биле опозиција и не поддржувале, денеска од позиција на власт да не напаѓаат. И на крај дозволете да им пратам една работничка порака која ја пративме на претходната власт, со која сакаат сега како опозиција да не поврзат, да не заборават дека многу лесно се паѓа од удобната функционерска фотелја на тврдо работничко столче. Оваа парола беше во 2022 година, кога сегашните кои не обвинуваат дека сме со опозицијата, како опозиција не поддржува. Истата парола важи и денеска.
Имам уште неколку коментари, ќе прочитам оние кои што следуваат. Александар Николов пишува: ова историски говор на Трентафилов, која кажува реалноста и болната вистина за работникот, и мислам дека има поддршка од народот поголема од секоја партија, иако синдикатот не е партија и народот не го интересира партија или политика, народот бара само достоинствен живот, 600 евра може секој газда одамна да исплати. А Марија Велкова вика како се уште има идиоти што ги гласаат овие партии, две не можам да сватам. Ги споменавте на почетокот од нашиот разговор работниците и дека во изминатиот период, изминативе недели се соочували со закани. Какви закани, кои сектори ги добиваат тие закани? Па најчесто во јавниот сектор се случува тоа. Најчесто нашите браќи и сестри во моментов синдикалци од другиот синдикат кој не излезе на протестот, не ги поддржа работниците, прават упади со политичка поддршка и со кажување дека некоја кој испадне дека ќе го видат. Таков беше случајот во Пошта кој излегува на протест заради неисплатена плата, па потоа имаше обид да казнат и да санкционираат работници кои ни се придружија на 28 јануари, но на следните протести, морам да кажам, кога излегувавме по 21 човек, тие луѓе кои сакаа да ги казнат беа први во првата борбена линија заедно со 21 од нас. Никој на никого не му се плаши веќе во Македонија, никој на никого ништо не му должи во Македонија, им должиме на нашите семејства само повисоки плати и подостоинствени услови за живот, но нема да не предомислат. Ако мислат дека ќе не замолчат со притисоци, ако мислат дека ќе не замолчат со држање на пресконференции, ако мислат дека ќе не замолчат со кажување на представници од страна на представниците на владата дека да, тие имаат и други видеоснимки, имаат видеоснимки од други луѓе, имаат видеоснимки кои ќе ги објават во наредниот период, тоа само значи дека не ме следеле само мене и моето семејство и моите деца. Тоа значи дека ги следеле сите кои сметаат дека треба да се зголеми минималната плата. Тие се најчесто работници, а ние како избрани представници нивни, како први меѓу еднаквите, кои земаме плата за да го работиме ова што го работиме денеска, ќе го работиме ова се додека не се зголеми минималната плата. И на крајот, утре ако ја зголемат минималната плата, утре ја зголемат минималната плата по некое чудо во Македонија, што јас лично не верувам дека ќе се случи. И ги зголемат сите останати работнички плати за најмалку 6000 денари. Нема да го гледаат ниту Слободан на телевизија, нема да го гледаат ниту Сојузот на синдикатите, нема да ни кажуваат дека политички бараме веќе затоа што ќе немаме аргументи што да побараме повеќе, а се до тогаш додека не ги зголемат платите, додека не ги зголемат работничките плати и минималната плата, тие да продолжат да зборуваат за политика, а ние ќе продолжиме да зборуваме за плата, а може да ги боли тоа многу, но нека веруваат дека 540.000 работници, за разлика од 1080 избрани и именувани од овие 540.000 работници, имаат многу потежок живот од овие 1080 избрани и именувани. Вчера работниците, за жал, ја сватија суровоста во Македонија, дека никој не се грижи за нив и дека тие треба самите да излезат да се изборат за нивните работнички права, затоа што владата, газдите, не ги страф од Слободан само. Не ги страф ниту од Сојузот на синдикатите на Македонија, не ги страф ниту од 18 грански синдикати, дел од Сојузот на синдикатите на Македонија. Ги страф од единството кое го покажаа работниците на 28 јануари. Но пак ќе кажам, ако ја зголемат платата, нема да ги гледаат луѓето на улица, ќе ги гледаат луѓето на излетничките места, ќе ги гледаат луѓето по годишни одмори, ќе ги среќаваат по чаршиите, по дуќаните, ќе им кажат здраво ако не име срам и ќе ги погледнат во очи, но тоа нема храброст да го направат ниту со 21 човек пред собрание, Стопанска комора и влада. Можеа да излезат министрите кога одеа во владина седница, а со главата надоле поминува по тротоарот и не застанаа со работниците да зборуваат. Не застанаа да им кажат зошто одбиваат да предложат измени и дополнување на минималната плата и зголемување на сите останати плати, но како што видовме вчера, за 1 час, односно 60 минути без малку се усвоја
4 или повеќе закони за замрзнување на функционерските плати, но прашањето е следно. Тие не само што се против зголемување на работничките плати. Вчера покажаа дека се против зголемување и на нивните луѓе кои го поставиле или ги изборале и ги именувале на одредени позиции. Се против платите на судиите, се против платите на обвинителите, се против платите на директорите кои ги назначуваат. И на таков начин да го држите народот, работниците во неизвестност и во страв и да им покажувате дека еве ние на нашите не им зголемивме, кај барате вие вас да ви зголемиме, мислам дека е многу лоша порака. Може едноставно да прифатат иницијативата на ССМ ако сакаат да покажат добра волја. Основицата за пресметка на функционерските плати наместо просечна да стане минималната плата, да дојдат на минималец, коефициентите да ги намалат за 40%, но тоа беше неуставно. Намалување на нивниот коефициент за 8,9% наместо за 9,6 колку што порасна просечната плата е многу уставно, многу издржано, многу ќе придонесат во рамките на буџетот, ќе овозможат и во здравството, и во образованието, и во социјалата многу поволности. Го споменавте единството кај работниците, но не исто такво единство имаме и кај синдикалните организации. Често вие сте во војна, ајде да наречам, со останати синдикални организации. Зошто се троши енергијата на една таква војна и препирки со нив и дали мислите дека тоа пак го користи владата како еден адут на полза во нивна полза? Да, владата си го искористи моментот кога си направи партиски синдикат, репрезентативен синдикат на штета на работниците во интерес на владата. И затоа денеска еден синдикат, односно неколку синдикати во Македонија, неколку молчат, а еден синдикат не излезе на протестите со работниците рамо до рамо за зголемување на работничките плати. И веројатно сите влади досега размислувале дека моделот раздели па владе е најефикасниот модел за држење на работниците како поданици нивни, како сиромашни луѓе на кои ќе им фрлите корка леп и ќе ги задоволите нивните барања и нивните апетити, но наша главна обврска е да се бориме против секој оној кој се бори против работниците, без оглед на тоа дали е некој од нашите редови. Но најголемото предавство е кога ќе ги предаете своите. Ние имаме синдикати кои ги предаваат работниците во моментот и ние како ССМ рековме дека мораме да ставиме крај на таквото квази синдикално работничко движење или оние жолти синдикати кои се евидентирани дури во последниот извештај на Меѓународната организација на трудот, дури и тие и на Меѓународната конфедерација на синдикати, дури и тие објавите од извештаите од медиумите разбраа дека во Македонија еден синдикат на сила се прави партнер, се седнува на маса како мало дете и му се вика ти саќе ќутиш, ние ти дававме тебе лижалче. Дури и наградата. Јас за тоа што се борам за зголемување на работничките плати, заслужив закани, уцени, следења, снимања и слично. Колегата од спротивниот табор заслужи место во управниот одбор на Фондот за пензиско и инвалидско осигурување. Да ги продајате работниците за грз златници, да ги продајате работниците за 200 евра паушал во некој управен одбор, мислам дека е доволен сигнал на работниците да сватат, а сваќаат веќе сите, затоа што ни звонат работници од тие синдикати, дека се на спротивната страна, фактички дека се на страната која не бара зголемување на плати. А ние како ССМ сметаме дека треба секој еден работник да биде информиран чија е вината, одговорноста, кога ја гледате кај нашите социјални партнери, владата и работодавачите, тие се нашите традиционални и пријатели, меѓутоа и непријатели ако треба да се избориме за повеќе за работниците. Но кога ќе видите дека имате непријатели во сопствените редови, кога ќе видите дека некој во фудбалски жаргон во 93-та минута излегувате пред голот сам со голманот и со топката и вашиот играч ви прави клизачи за да не даете гол на спротивничкиот тим, мислам дека е навистина крајно несериозно и крајно штетно за работниците. И затоа не им успеа сето она што се обидуваат и сега да го направат. Верувајте ми дека за неколку денови од сега, само за да го разединат синдикалното движење, ќе се фалат како на медицинска сестра ја зголемиле платата 1500 денари, ќе се фалат како на
професор во основно и во средно образование му зголемиле платата 1800 или 2000 или 2800 денари, што е далеку помалку од она што ние зашто се бориме. Но минатата година им кажавме дека бараме 6000 денари зголемување на платите, во 70% од случаите успеавме да го направиме тоа. Но работниците треба да разберат дека само 1 на 10 работници или 70.000 од 700.000 според статистика колку што има вкупен број на работници се борат за зголемување на работничките плати. Работниците треба да сватат дека на 28 јануари, ако бевме двојно повеќе од 12 или 15.000, бевме 30.000 на улица, треба да сватат дека многу брзо се менуваат работите во општеството и се надеваме дека работниците после се што се случи овие 20 дена, наследниот работнички протест ќе ни се придружат масовно и ќе дојдат заедно со себе, со своите семејства, не со Слобода, не со Сојузот на синдикатите на Македонија. Тие треба да бидат напред во борбата за зголемување на работничките плати, затоа што овие другите не бројат. И овие другите сметаат дека еве ги видовте како 21 човек не може да соберат на улица, а па там толку ни требаше само да се затворат булеварите. Те го представуваат тоа како неуспех. Не ги поддржуваат, но ние им најавивме и им кажавме дека после 15.000 луѓе на улица, сега излегуваме со 21 човек на улица. А се надевам дека на 14, 13 или 15 март ќе излеземе 20 и 25.000 луѓе на улица и тогаш ќе видат како се менуваат работниците, но да не се грижат. Немаме апсолутно никакви ниту политички амбиции, ниту планираме некогаш да се бавиме со политика во нашиот живот, ниту сме се бавеле. Планираме да бидеме синдикалци, планираме да бидеме работници, утре кога нема да бидеме синдикалци, веројатно ќе бидеме членови на синдикатот како обични работници. Дали јавниот сектор е полесен за договор од приватниот и зошто? Не би се согласил. Во приватниот сектор, за жал, синдикалната густина е далеку помала во проценти, но во број на вработени е некаде слично колку во јавниот сектор, или како илустрација еве за луѓето кои не гледаат и не слушаат. Во Сојузот на синдикатите на Македонија има 70.000 членови, 30 се од приватниот сектор, 40.000 се од јавниот сектор. Груба бројка е ова. Во конкретниот случај пола е, но 40.000 работници од 120.000 работници е многу голем процент, а од 540.000 работници 30.000 работници е многу мал процент. И затоа велам дека работниците треба да знаат, еве, например, во компаниите каде што сме синдикално организирани, до сега, значи зборувам од 1 јануари до сега, во 85% од случаите веќе платите се зголемени, зборуваме за 10 и повеќе проценти, или во пари, ако го рачунаме тоа, е помеѓу 5 и 10.000 денари, затоа што секаде каде што сме синдикално организирани, имаме подпишано колективни договори преку кои ги утврдуваме платите. Таму работодавачите, а не газдите, ги вреднуваат работниците. Сваќаат дека без работниците немаат ниту продуктивност, ниту капитал, ниту бизнис на крајот на криштата. Но работниците го гледаат тоа, знаат дека тоа е така, но не се охрабруваат да формираат синдикални организации во приватниот сектор кај другите работодавачи. На ниту еден од овие 70.000 наши членови не му фали ниту влакно затоа што е член на синдикатот, ниту го загубил работното место, ниту му се заканувал некој, ниту ништо. Се само обезбедува бесплатна правна помош, креиравме дури и дигитална алатка, мобилна апликација со само мои работнички права, во која за среќа од година во година пријавите за прекршување на работнички право се намалуваат. Минатата година имавме повеќе од 12 активности за повеќе од 12.000 работници, или од сите тие вкупно 1000 работници, само 3%, 2%, 3% беа членови на синдикатот. И тоа членови на синдикатот зборуваме за индивидуални права. Дисциплинска постапка водел работодавачот неоправдано, мобинг му вршел на работникот и слично, не му платил лично минат труд или прекувремена работа. Меѓутоа тоа се во рамките на грешка, затоа што некогаш работодавачите во рамките на пресметката направиле некаков пропуст или слично.
за 12.500 работници кои не се членови на ССМ сме обезбедиле бесплатна правна помош која пресметаат во пари преку адвокатски услуги е многу, но членовиве го финансираат овој дел на услуга кој го возможуваме. Најчестите пријави се неисплаќање на плата на времено во законскиот рок. За жал тоа и во јавниот и во приватниот сектор подеднакво еднакво. Пред неколку денови имавте цело образование да не добие плата во законскиот државен сектор зборуваме. Потоа додатоците на плата најчесто се манипулираат од страна на работодавачите и работниците во приватниот сектор најчесто го привуваат овој проблем. Неисплатата на минатиот труд ССМ преку општиот колективен договор за јавен и за приватен сектор обезбедил 0,5% за секоја година стаж, најмногу 20% зголемување на работничките плати. На сите им следува без исклучок. На секој еден работник во Македонија кој работел една година му следува 0,5% зголемување на неговата плата, но работодавачите во приватниот сектор знаете се обидуваат да ги манипулираат работниците. Ние сме договорени за 25.000 денари плата и толку ќе ти биде платата што ќе ти ја исплаќаме, но 25.000 е основната плата. Ако имате 10% по основ на стаж, имате плюс 2.500 денари на тоа. Ако имате работа во недела, плюс 50% во дејностите од исклучоците. Ако имате работа на празник, плюс 250% на тоа обезбедена со колективен договор. Преку времената работа, плюс 135%. И да не набројувам. Ако го пријават кај вас еден таков случај, што следува после тоа? Ако го пријават работниците, сакам да ги уверам дека ниту државниот, ако сакаат да останат анонимни пред се, ниту државниот инспекторат за труд, ниту ССМ ќе дознае кој го пријавил тоа преку мобилната апликација. Само да штиклираат анонимно и не можеме да видиме ниту име, ниту презиме, можеме да видиме само пријавата за прекршокот. Имаме работници кои користат алатката, пријавуваат до нас и во лично име, но сакаат да бидат заштитени. Во тој случај јас како претседател на ССМ, мојата главна улога е тоа да горам оному каде што работниците не треба да се изложуваат, да се изложам во нивно име. Потпишувам представка во мое лично име како Слободан Трендафилов, претседател на Сојузот на синдикатите на Македонија за прекршени работнички права таму и таму, по тој и тој основ, по тој и тој член од законот или од колективниот договор. Морам да бидам искрен дека државниот инспекторат за труд досега се покажува како многу ефикасна алатка во соработка со ССМ, затоа што кога ќе поднесеме пријава како ССМ и како претседател на ССМ, навистина брзо и ефикасно постапуваат. Дури имаме и одлична комуникација со 90% од државните инспектори за труд кои се во редовна комуникација со нашиот тим за правна заштита за тоа каква е пријавата, од каде е пријавата, дали се потребни дополнителни податоци, дали се потребни податоци за локацијата или за прекршокот, за работодавачот, за работникот некогаш и слично. И без согласност и без дозвола од работникот не превземаме апсолутно никакви информации и не пренесуваме никакви информации на нивна штета. И досега морам да бидам искрен дека огромен број на пријави се решаваат позитивно. Дури на пример да бидам искрен за да им помогнеме на инспекторите да не ги обременуваме со хартија и со работа, ако и ние увидиме дека одредена пријава не е во рамките на законот, не е во согласно со колективниот договор, пријавата не се однесува за прекршено право на работникот и слично, не ја препраќаме за да ги обременуваме инспекторите, за да може да постапуваат по реалните проблеми на работниците и мислам дека тоа е многу успешна алатка која со меѓународната организација на трудот ја креиравме во ковид пандемијата, а еве многу години потоа само одржлива функционира. Од 30 јуни, ако добро проверив, 2023 сте на позицијата претседател на Сојузот на синдикати на Македонија. Што би бил најтежок компромис и што би значило најголем можеби неуспех кој што еве вие не сте успеале да го реализирате барем во вашиот мандат? Морам да бидам искрен, најголемиот неуспех во мојот живот како човек, не како претседател на Сојузот на синдикати на Македонија, кога ќе престанам да се борам и кога ќе оправам тоа што го прави мојот колега, кога ќе барам функции за себе, а не за работниците. И мислам дека тогаш не само работниците, дека и моето семејство ќе ми каже дека потребно е веднаш да се откажем од тоа што го правам. Но компромис со работничките плати и со работничките права не треба да има, затоа што на сите им се потребни. И тоа го покажавме кога штрајкувавме во 2023 година, кога протестиравме во 2023 година, кога протестиравме пред падот на претходната влада во 2024 година, кога го потпишавме општиот колективен договор за јавниот сектор преку генерален штрајк во јавниот сектор, кога утврдивме регрес за годишен одмор за сите вработени во јавниот сектор, 10% дополнително зголемување на платите на 130
58.000 вработени во јавниот сектор преку истиот колективен договор, дополнителни додатоци на плата, надоместоци на плата и слично, кога спречивме да ги сменат законите на штета на работниците за усогласување на работничките плати со минималната плата, односно со усогласувањето на минималната плата. И кога подпишувавме колективни договори на ниво на работодавач, но синдикалците на ниво на работодавач ги подпишуваат. Тие се главната алка во синџирот, тоа што не може да го разберат владата и работодавачите. Не е слободен синџирот. Секој еден работник и секој еден председател на синдикална организација, председател на грански синдикат го составува тој синџир. И ние сме силни, односно имаме компромис толку колку што е најслабата алка во тој синџир. И затоа велам дека никој не треба да очекува од синдикатите да имаат компромис. Наша главна работа е денес како се избориме за едно право, треба продолжиме да се бориме за поповолно право, тоа што сме се избориле претходниот ден. Никогаш не смееме да се помириме со тоа да она што го имаме утврдено во колективните договори, она што го имаме во моментот во законите обезбедено за работниците, да се трудиме само да се применува и ништо повеќе. Мислам дека тоа ќе биде најголемиот неуспех кога ќе се помириме со судбината, односно со тоа дека мораме само да го истрпиме тоа што го имаме и дека не треба да се бориме за ништо повеќе од тоа. Мислам дека тоа е многу погрешен чекор. Ако во наредниот период нема поместување во однос на вашите барања, би значило тоа за вас личен неуспех, па дури да понудите преиспитување на вашиот мандат? Значи, во наредниот период тоа што можем да го гарантирам е тоа што ние и само еден работник да излезе со нас на улица и само еден работник да излезе сам, ние ќе излеземе заедно со него за да се бориме за зголемување на неговата плата и нема да го предадеме и нема да се предадеме ние. Можеби можат да размислуваат на тоа да ги зголемат работничките плати, да зголемат минималната плата, па да видат дали ќе се повлечеме од функциите кои ги обавуваме денеска во интерес на работниците. Ви благодарам многу за овој разговор. Се надевам дека отворивме интересни теми, важни за граѓаните, и ви посакувам успех во вашите програмски цели. Ви благодарам на можност и ви благодарам на тоа што зборувавме за работи кои ги интересираат работниците, а не можат на друг начин да ги добијат преку традиционалните медиуми. Прашањата и одговорите, времето кое го имаме таму и дебатите кои ги водиме не овозможуваат одблиску работниците да ги запознаеме со се што правиме и со се што тие треба да направат за себе. Ви благодарам уште еднаш, затоа ја креиравме токму оваа платформа, за да се слушне гласот на граѓаните. Останете со нас, ноќното студио продолжува.